Иако пионери во електрификацијата, јапонците се уште каскаат за другите. Во иднина и тоа ќе се смени, но засега тие се држат до провереното и докажаното. Таквата филозофија ја применува Toyota, а ја следат сите марки од земјата на изгреј сонцето. Петата генерација на Toyota Prius, освен дизајнот, не донесува ништо револуционерно ново. Првиот хибриден автомобил во светот сега изгледа доста помодерно и шокантно кул. Својата улога на мразокршач и трасер на патот за сите останати ќе продолжи како и досега да ја игра маестрално со помош на новата платформа и хибридните мотори. Значаен чекор напред е што во Европа ќе доаѓа само со плагин погонска група со 223 конски сили и електрична автономија од 69 км. Практичен додаток е и соларниот систем за полнење кој може да собере струја за поминување до 8 км дневно. Имиджот на зелена марка Toyota ќе го штити и со втората генерација на CHR, најавена во концепт со еднакво чуден дизајн како и сегашниот модел. И сега иновативниот и провокативен изглед е дело на Европскиот центар за развој на Toyota во Јужна Франција. Дизајнот кој треба да предизвика има инспирација од животинскиот свет и се одликува со испреплетени форми и карактеристичен светлосен потпис. Комбинира навидум контрадикторни детали, како што се остро нацртани линии и течни транзиции, и на идниот CHR му дава продорен изглед на ајкула. За механиката засега се знае само дека покрај хибридната варијанта палетата на погонски единици ќе вклучува и плагин верзија, чии батерии ќе се произведуваат во Европа. И Honda во предизвиците што ги носи секој нов ден ќе влезе со испробани формови, додуша малку похрабро. Прв од најавените новитети ќе биде сосема новиот кросовер ZR-V. Ќе доаѓа од Америка, каде ја носи ознаката HR-V, но нема да има ништо заедничко со моделот кој нам така ни е познат. Малку поголем од него ќе ја пополни гамата на јапонскиот производител со веројатно истиот хибриден склоп како и CR-V, кој исто така го очекуваме годинава. Технолошки напреден бензинскиот мотор кај него при мали и средни брзини не ги движи тркалата, туку само испорачува струја за погонскиот електромотор. Новост кај шестата генерација на овој популарен кросовер на Honda е што ќе има и плагин верзија за која деталите се уште не се знаат. Традиционално робусната надворешност софистицирано е облагородена со новото лице на возилата на јапонската марка, а димензиите пораснаа повеќе отколку што е вообичаено за смена на генерациите. Значаен ќе биде и третиот новитет кој ќе биде целосно електричен. Кросоверот со ознака ENY1 веќе е промовиран во Кина и ќе се најде во центарот на идната гама на марката. Поставен на новата електрична архитектура која е максимално унифицирана со бензинските верзии, ќе настапува во B-сегментот. Електромоторот е сместен напред, а ќе бидат на располагање две верзии со 182 и 204 конски сили и пакет батерии со капацитет од 420, односно 510 км. Интериерот е сосема различен од она на што сме навикнати кај Honda, со акцент на вертикално поставениот централен таблет. Преиспитувајќи својата одлука за напуштање на европскиот пазар, Mitsubishi за годинава што следи најави враќање на стариот пат. Сепак мислењата за тоа се поделени. Купувачите главно се рамнодушни, а фановите на марката бесни затоа што новата гама ќе биде составена од клонови на модели на Renault. Засега е познат само ASX, кој освен амблемот во се друго е идентичен со Captur. Од Mitsubishi велат дека немало потреба за повеќе разлики бидејќи францускиот кросовер е докажан модел. Додаваат и дека изборот не е случаен, што го оправдуваат со електрифицирана понуда во која има плагин хибридна изведба. Иако во спротивност со кажаното, сепак логичен пазарен чекор беше тој да се понуди и со обичниот еднолитарски мотор со 91 конска сила. За вториот модел на Mitsubishi, кој ќе биде ребрендиран Clio, засега нема информации.